Толпа во Телавив, Израел, која се собра за поддршка на израелците и другите кои ги држи Хамас како заложници веќе еден месец, извикувајќи на хебрејски сега, сега. Секој момент додека Инбар и другите се таму е ризик. Сите воздушни напади и копнена инвазија на вистина ги ризикуваат нивните животи. Така што не можеме да чекаме повеќе. Очекуваме нашите политичари да направат се за да ги вратат дома сега, да платат каква било цена. Ноам Алон, чија девојка Инбар Хајман била киднапирана на 7 октомври на музичкиот фестивал Супернова во Јужен Израел, вели дека по секојдневните протести изминатиот месец спиел во шатор пред седиштето на израелските одбранбени сили во Телавив заедно со другите чии најблиски биле киднапирани во Газа. Се бориме да ги вратиме. Молиме на која било платформа, секој што има влијание, само за да ги вратиме. Тие се невини луѓе кои не направиле ништо лошо, стари луѓе на кои им требаат нивните лекови. Не можам ни да замислам каде се, ниту што им се прави. По 4 недели Хамас се уште држи околу 240 заложници во Газа. Нивните семејства одлучиле да го засилат притисокот врз израелската влада за да осигураат дека нивното ослободување е главен приоритет. Семејствата се фрустрирани не само од владата, туку и од светот, за кој чувствуваат дека главно се грижи за хуманитарниот пристап до цивилите во Газа. Лиза Шполијански зборува за незината 19 годишна роднина Карина Ариев. Видовме видео дека е киднапирана од Хамас. Беше со уште 2 девојки во џип. Видовме дека е повредена на лицето. А освен тоа, ништо не знаеме. Хамас не објавува никакви информации, дали се добро. Таа вели дека израелските одбранбени сили вложувале 200% за да ги вратат заложниците, но од и светот треба да направи повеќе. Тие се лицемери кога не прозиваат дека се обидуваме да ги вратиме нашите семејства. Но ако тоа беше нивното семејство, зарем не би ја поместиле земјата за нив? Израелската уметница Хила Галили направила неколку инсталации со кои го привлекла вниманието на заложниците. Вели дека незината работа ја одразува невозможната ситуација на нивните семејства. Семејствата на заложниците се во ситуација кога не можат да зборуваат поради стравот од одмазда на нивните најблиски. Заложниците исто така не можат да го кренат гласот затоа што се затворени и врзани. Затоа јас се борам вака, а понекогаш кога стоите тивко, вресокот е многу погласен. Еден од роднините на заложниците и кажал на толпата дека хуманитарната помош треба да се прекине во Газа, додека и израелските заложници не добијат помош. Други бараат ослободување на заложниците како услов за прекин на огнот. Се чини дека сите се согласни оти во воената операција во Газа, заложниците се во опасност, а израелската влада и остатокот од светот треба да направат повеќе за да го обезбедат нивното ослободување.